Денешниот настан носи наслов "Има ли шанси отвореното општество во Македонија?" Не случајно одбравме ваков наслов за оваа завршна конференција, затоа што сакаме да подвлечеме дека опстојувањето на идејата за отворено општество, како што ја правевме во Република Македонија досега, сакаме да продолжиме на истиот пат. Зошто? Затоа што апсолутно сме сведоци на тоа дека под дводецениското големо затворање на општеството кое што резултираше од тоа да Македонија добие квалификатив за робена држава во извештаите на Европската комисија минатите години, по промените минатата пролет општеството почнува да се отвора, но прашањето е дали сме задоволни, дали сме постигнале целта. Отвореното општество како концепт не е достижно, веројатно во идеална смисла никогаш, но има начини и треба многу да се направи дополнително за да може Македонија да сметаме дека е отворено општество во вистинска смисла на зборот со сите вредности кои што истото ги предвидува. Така да имаме многу работа на планот на правната држава, на воспоставување на владењето на правото, на планот на справување со криминалот на претходната власт, би рекла паралелно со справување со потенцијалниот криминал меѓу представниците на актуелната власт. Имаме многу што да направиме на планот на битката со говорот на омраза, со национализмите и со ксенофобијата. Има многу што да се направи на планот на оттргнување на политичките партии да го доминираат јавниот простор и јавниот дискурс и да се овозможи граѓаните, активните граѓани кои што длабоко веруваат во тоа дека може нешто да променат и дека се зависи од нас да може да делуваат слободно.